Новите повисоки цени на храната од денеска им посакаа убав ден на граѓаните. По владината одлука трговците реагира експресно, па така речиси на сите прехранбени производи во маркетите има залепено нова повисока цена, кај некои драстично, но кај некои минимално. И тоа согласно одлуката за зголемување на данокот на додадена вредност за 10%. Граѓаните се безмалку шокирани, но секако и револтирани што преку ноќ се поскапе се. Дискутабилно е тоа што пред 2 недели донесува закон за замрзнување на цените, каде што ги тераат маркетите и слично да ги намалат цените, а од вчера, како што кажа, или од денеска, не знам кога е, државата само ги зголемува данокот, значи аналогно на тоа ги зголемува и цените. И не знам што да кажам. Тоа врз грбот на граѓаните повторно. Секако граѓаните, како и да ги вртиме работите, граѓаните на крајот секојаш све на нивни товар. Знаеш, што да кажам? Гревота е, се ова е стварно жална работа. Баш сега се расправавме. Сливи 100, 120, па то не се секам дека било волку скап. Многу е скап. Со 12.000 пензии што можеме ние? За граѓаните сиот товар паѓа врз грбот. Врз грбот паѓа и не можеш да изгледаш на крај, нема опстанок. За нас, поготово пенсионерите со ниските пензии, нема живот. Тешко ќе биде и периодов претпоставка. Тешко. Еве, слушаме нови поскапувања, не знам како ќе биде. Дополнително што револтира е фактот што власта го криеше списокот на производите кои поскапеа. Тој е огромен и содржи безмалку се. Од брашното, джигерот, сладоледот, замрзнатата храна, млечните намази, потоа сирењето и урдата, зденката, пармезанот, ајдамер и гауда кашкавалот, па влаката за готвење. Новиот бранд поскапување негативно ги изненади граѓаните. Реагираа дека и досега било скапо, а од сега, како што велат, со Господ напред. Тешко дека ќе се издржи овој период. Нови повисоки цени ќе имаат и чипсот, јогуртот, сирењето и кашкавалот. Алфа направи обиколка во неколку поголеми маркети, па така листата на производи кои поскапуваат како да нема крај. Поскапо ќе се продава и лутеницата, цвеклото, фефероните, мајонезот, апетисаните, потоа конзервираната храна, тортилите и нудлите. Но поскапува и храната за децата. Потоа овесните снегулки, муслите, сладоледот, еуро, кремот и бомбоните. По нови повисоки цени ќе се продаваат и сите чаеви. Потоа тропското, како и сите видови на сушено овошје, потоа сусамо, сончогледот, инстант кафињата, наполитанките, црниот бибер, мастиките, како и најголем дел од зачините. Инаку со зголемувањето на данокот за храната, власта очекува да се собере дополнителни 70 милиони евра и тоа за пополнување на буџетската дупка.